Значи не може еден премиер како Мицковски во 2014 да купи куќа примерно во Влае и не знам, не е ни битно во која насаба за 430-50.000 евра, а професор на факултет. Ние кога знаеме точно колку професорите, значи, заработуваат. Тоа е огромна сума на пари и тогаш. Таа куќа, да не речем сега, вреди можда и милиони и така натаму, но тоа не е бито сега колку вреди. Бито е да се испита потеклото од премиерот и премиерите поранишни, и председателите, и функционерите, и поточно кажано на секој граѓанин, од каде му е толку големо богатство. Не стои се фали дека има во часовници 50-60.000 евра вредност и да не зборувам етнички слики. Тоа се пари. Тие не можеш пари да ги купиш со професорска плата на факултет, на машински, на електрофакултет, на кој да е факултет. И да работиш и да заработуваш и 5.000 евра, пак тоа не можеш да го направиш. Бидејќи денес како се скапи цените и порано, секојаш ни кај нас храната и производите се скапи, струјата и така натаму. Си штедал човекот? Си штедал точно, да, и татко нешто му потврлил веројатно, фамилијата и така натаму. Но не е битно тоа. Еве и така нека е. Значи треба во собрание итно да се донеси закон за потекло на името, на имотот и ако не можат луѓето да го докажат потеклото на имотот, од каде им е, тогаш треба да се оцени и кривично да бидат прогонувани. Тоа е за секој.